Благодарам, почитувам председател со комисијата Велко. Прво, законот е добро што се носи, затоа што претходното решение беше апсолутно небулозно. Ако сакаме да развиваме туризам, да еден ден во текот на неделата не работат витални објекти, значени за туризмот, тоа е крах на самата стопанска гранка и несериозен однос кон туризмот, а знаеме дека туризмот носи директен прилив и сериозен инпут во брутодомашниот производ. Законот ќе го поддржиме, меѓутоа самиот закон има, како да кажам, некои недоречености и повторно, и после овој закон, моje лично очекување е дека овој закон заврши брзо на Уставен суд, затоа што самиот закон врши селекција и таа селекција е недефинирана во законот, односно ќе створи забуна во самиот систем. Ако почнеме да дискутираме за самиот закон и самиот председател во еден момент, сакајќи да одговори на прашање, спомна што е туристичко место, што е туристичка сезона, уште толку ќе заглавиме во недореченостите, односно неприменливоста на законот и ќе се доведеме во ситуација или законот да биде претесен, или тоа што можеби е подобра варијанта да биде пошироко сватен и да секој што мисли дека е во тој контекст поддршка на туризмот да возможиме да работи трговијата. Нема да навлегувам, моите колеги спомнаа дека поднесовме исти закон, во ред, нели, мнозинство може да одбиете, да предложите исти закон. Малку ми смета што и сега не знаеме, законот е подпишан од пратеници, тоа е сосема евидентно, меѓутоа и министерот Бектеши ќе спомне на телевизија, дури пред ден-два го слушав, дека ќе го менат законот за трговија. Ќе слушнеме и тоа иницијатива од некој градоначалник и во ред. Меѓутоа, ваква несериозност кон вакво сериозно прашање само ме упатува уште еднаш на моментот дека повторно носиме закон кој, верувајте, уште еднаш ќе го отворим. Сега околу самиот проблем на законот, во текстот не дефинираме што е туристичко место. А збориме дека во туристичките места ќе е дозволена определена дејност во трговијата. Зашто го констатирам ова? Затоа што, ајде ќе почнем од мојот Радовиш. Во Радовиш имате манастирски туризам и посета црковен туризам во текот на целата година. Прекрасна е црквата Света Троица и е посетена цела година од туристи, домашни и странски. Прекрасен е манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија, ние си го викаме Оравичкото манастирче, и буквално секој викенд има многу луѓе кои гравитираат таму. Во Радовиш имате и ловен туризам. Ловен туризам ви е дефинирана стопанска дејност со законот за лов и тој ловен туризам се изведува во текот на целата година. Сега, кога не дефинираме во овој закон, значи слободно можеме за Радовиш да го применеме законот за ловен туризам и да рачунаме дека во Радовиш може да работи трговијата цела година, доколку ги исполнуваат нели соодветните услови, и да рачунаме дека во Радовиш има манастирски туризам и нормално тоа е во поддршка на тој туризам. И за мене е тоа прифатливо. Исто така, беше споменато и од колешката. Имаме на Гевгелија, каде што имате посета енормна на туристи кои одат во казино. Сериозен бенефит и за државата, и за туризмот, и едноставно Гевгелија има потреба од трговија за да ги обслужи тие луѓе и во недела. Знаеме дека викенд е баш посетена Гевгелија, па и други градови во однос на туризмот за користење на казината. Понатаму го имаме едно Берово. Не знаеме каде ќе го дефинираме. Имате туристичка населба, имате туристички комплекси, имате планински туризам. Сите сме биле на семинари, на конференции во Берово. Сите сме
посетиле туристички објекти во Берово, викенд наслоби и така натаму. За моја среќа и студентите ги носиме таму на показни вежби и тоа е еден вид натрешен туризам. Значи, ако го сватиме законот широко, се е во ред. Меѓутоа, ако го сватиме тесно дека овој закон ќе важи за Охрид, Струга и Дојран, тогаш имаме сериозни проблеми, што со Шапка, Маврово, Кожув, Пелистер, Грличица, сериозни туристички центри, каде што имаме планински туризам, што со градовите кои гравитираат кон тие туристички места. Дали во Тетово ќе можат да работат продавниците во недела за да ги обслужат туристите кои ја посетуваат Попова Шапка? Повторно ќе кажам, ако широко го сватиме, да, тогаш е добро. Меѓутоа се плашам дека ваквата дефиниција на туристичко место, не дефинирана во овој закон, ќе ни створи сериозен проблем и различно толкување на законот од различни институции, да не кажам и инспекции. И Струмица има манастирски туризам, има меѓуграничен туризам, има многу убави хотели кои се секојдневно посетени од домашни странски туристи. Направена е анализа. Како ќе го дефинираме Скопје? Број 1 по број на туристи, број 2 по број на легла, на ноќевање. Дали овој закон ќе важи за Скопје? И кои трговски објекти, кои продавници ќе можат да работат во Скопје? Значи, мораме да ги дефинираме овие работи, да не оставиме да биде тоа работа на слободно толкување, на селективност или на различно толкување на законот од различни субјекти. Драго ми е што со претседавачот Диме Велков расчистивме околу тоа Овоше и Зеленчук, значи да и помогнам на сите трговци кои беа во двумење, во малите продавници може да се продава, значи, зеленчук и овоше, и тоа не е лимитирачки фактор за да работат истите во недела. Уште една теза. Сосема ги разбирам и работниците. Убаво е да овде нотираме стриктно да се применува законот во делот, секој работник, па и во овие дејности, и трговија и туризам, да има минимум 2 дена слободни во текот на неделата. Работата во овие дејности, во недела и во празник, минимум да биде платено плюс 100%, значи дупла дневница за тие кои работат во недела и празник. Сите сакаме да бидеме со своите семејства, меѓутоа да бидеме и реални, има специфични дејности, специфични индустрии кои не трпат слободен ден. Едноставно работат 7 дена во неделата, работат 65 дена во годината. Тие работници мора да бидат заштитени, да си ги имаат своите права, работодавачот да и соодветно организира слободни денови во текот на неделата, нека си направи 4-та, 5-та смена и соодветно да бидат наградени. Секој случај и злоупотреба на наградата да биде стриктно пријавувана во инспекторатот, за да тоа биде санкционирано. Само на тој начин законот ќе има смисла. За мое лично убедување, и ако сакаме овој закон да завршиме со ова, мора да биде широко сватен. Противно, ќе имаме сериозни проблеми и повторно ќе мораме или во една насока или во друга да го доработуваме. Благодарам.